Со организирање на 83-та поред критична маса во Прилеп, започна да се одбележува Европската недела на мобилност. Критичната маса е настан кој што започна да се организира во 2014 година. Секоја последна среда од месецот, велосипедистите од Прилеп се собираа пред камената бина во центарот на градот, од каде што тргнуваа низ прилепските улици. А целта беше да се покаже дека и точакот е превозно средство, не само автомобилите, и дека треба да се подобри значително велоинфраструктурата во градот. По пандемијата од 2021 година, малку се намали активностите на иницијативата Прилеп на точак, но критичната маса опстои до денес. Прилеп, за жал, во моментов е град каде што воопшто не се вложува во велоинфраструктурата. Апел до институциите да обрна внимание да во следните години на инвестирање во инфраструктура да биде велосипедската инфраструктура во предност во однос на таја за автомобили, да се вложува во пешачење, да се вложува во јавен транспорт, а автомобилите малце да ги запоставиме. Нашите улици се дизајнирани за одреден број на автомобили, кој што бил актуелен пред 30-40 години, а сега имаме некаде околу 22-23 активни возила кои што се движат по нашите улици. Затоа ни треба целосно редизајнирање на сообраќајниот систем, со кој што имаме акцент на велосипеди, пешачење, јавен транспорт, а автомобилите ќе бидат во втор план. Утре, по повод Европската недела на мобилност, градскиот превоз во Прилеп ќе вози бесплатно, а учениците од СОУ Ристе Ричко ќе им делат мотивацијски флаери на патниците. Во саботата активностите ги преземат полициската сообраќајното одделение од полициската станица во Прилеп со учениците и волонтерите од движелиштето Ристе Ричко ќе запираат автомобили низ градот и ќе делат исто така мотивацијски флаери со интересна содржина. Во неделата го имаме можеби најинтересниот настан. Сигурно знаете че содржи традиционалното возење сите на велосипед. И последниот ден, следниот понеделник, ден без автомобили. Булеварот ќе биде затворен цел ден. Општина Прилеп активно влегува и зема учество, се приклучува на европските градови, каде што ја промовираат одржливата урбана мобилност за чиста животна средина и здрав живот, начин на живење. Инаку странски експерти во моментов помагаат при изработката на планот за урбана мобилност на Прилеп. It is built on existing planning practices and it takes into consideration integration, participation, evaluation principles. The SAMP develops integrated, strategic and long-term transport strategy, defining clear goals and targets that aims to a better accessibility and quality of life and the environment. Овој план се работи преку проект на Министерството за транспорт и врски, проект за поврзување на локалните патишта, кој е финансиран од страна на Светска банка, а како една компонента од целиот овој проект е изработка на планови за одржлива урбана мобилност за 5 општини во Македонија, и тоа Прилеп, Кавадарци, Струмица, Струга и Кочани, мислам. Во одбележувањето на Европската недела на мобилност се приклучија и голем број на спортски здруженија од Прилеп, како и Сојузот на училишен спорт. Ова значи дека ние со голем број на ученици активно влегуваме во сите овие настани во цела оваа недела. Практично и голем дел од нашите ученици се промотори на спортовите кои што ќе се случуваат во понеделник на булеварот тука. Масовно учество нашите ученици земаат и од основните и од средните училишта, заедно со своите родители и пријатели на манифестацијата сите на велосипед која што е во недела, на трката ноќна и на сите оние други настани кои што се во текот на оваа недела. Како Сдружение Извинници ќе бидеме присутни на денот без автомобили кој ќе се одржи во понеделник, и целта која што ние сакаме да ја постигнеме со учеството на тој настан е сакаме да промовираме еден здрав начин на живот, кој што може младите и децата да го добијат преку Извинници. И е користам ова прилика да ги поканам сите граѓани на Прилеп да земат учество понедела
најголемиот христијански празник се поводи, Богородица. По 19-та година ја организираме, во соработка со Сојузот на училишен спорт, во соработка со полициското одделение од град Прилеп, од кој имаме голема помош. Традиционално имаме награди за најмлад и најстар учесник. Како дел од критичната маса, на камената бина се одржа и презентација на филм преку прожектор кој што се напојуваше со енергија преку вртење на велосипед. Денеска тука имаме велокино каде што ќе пробаме со помош на велосипеди да произведеме струја и со таа струја да прожектираме еден филм, македонски филм се разбира, така што ете неколку културни настани, културни нешта врзавме за подигнеме малку културата во Прилеп и тоа нема да биде прв настан. Идејата е да има 5 вакви настани со финализација во јуни 2026 година. Инаку велосипедот представува начин на транспорт, а не само спорт и забава. На трката на 10 километри што беше, јас бев пријавен на 10, ама по пат од пријавувањето до трката паднав и ја скршив раката. Зошто паднав? Затоа што избегнував кола која што беше ставена на тротоар во град, во центар на град на 200 метри од Дом на култура. Заобиколував кола што стоеше на тротоарот и паднав во дупка. И што направив? Ја скршив раката, ја скршив количката, го скршив знамето, тие ги сменив, па и раката ги ја сменав. Лошо е. Тогаш го ставив она секако не одам ја за прво место, секако ќе бидам последно место, ама сакам место за сите, место за колите да возат имаат, место за колите да паркираат каде што им е место, место за пешаците, место за велосипедистите. Во текот на 2024 година, иницијативата Go Green изработи правилник за велоинфраструктура, кој што правилник во моментов се наоѓа во Министерството за транспорт и врски и истиот се чека да биде одобрен од министерот и да стане активен од страна на сите јавни институции.